Многу вредно момче, заслужено признание, камо да имаме среќа, многу таквија да имаме. Не само он. Ви благодарам. Многу благодариме и на него, па и на тие покрај него, како него што се. Гоки, еве, помина една недела, благодарам. Како се чувствуваш? Да, како да ви кажам, господин Новинар, вие сте злато човек, јас од вас станах човек. Добро, тоа не е важно, еве, важно е за вас да кажеме некоја мала мини историја, да раскажеме. Секогаш ве гледаме како работите, но никогаш не сме ве прашале краток историјат за вашиот живот. Вие сте од Работивиште. Колку време сте во комуналното предпријатие? Па од 1 октомври минатата година. Имате решение? Да. Какво е чувството еве да си вршите задачата и да постигнете секаде во еден ден? Ја пак ќе кажам како вчера, ова е Божја работа од Господ, ми е дал дарба да работам и сила, па сега и народно ме потикнува децата, колите што ми тикаат сите, и тоа ми е чест и гордост. Значи уште пред наградата сите ве пофалуваат, така е? Да. Која е точната задача на еден работник како вас во комуналното предпријатие? Од сабајле до утро како ви поминува денот? Па од 6:30 кренам до 2 сата работам поштено. Должни сте да ги соберете, значи сите малечки отпадоци низ градот. Што ќе им порачате на оние луѓе кои се чувствуваат вака онеправдани во некои фирми каде работат, ама не се доволно можеби Јас само препознаени? мога да кажам, да е живи да Македонија, ако Се трудиш? се трудат сите, ја не пијам 15 години, оти некој вика, без се може, само без леп и без вода се не може. Друго, се може и треба да си имаш почит према Работат. работите спрема народот. Да. Друго што да кажам. Како мал да кажете нешто сте имале една случка? Имав на 18 години, не 17 и по не удари таму згора, ама не треба што да кажувам, ама мајде не треба. Добро, да. Сепак Тоа е сте Божја работа, тоа е да, Божја сте работа. успеале да Това е Божја работа, али виж, Господ ме е врнал да ви помагам, него ли дидам од она Желевица, врнала ме да ви помагам на народот, а сега што да го да кажам. Која генерација рековме сте? 22. 72. Јас ви благодарам за овој краток разговор, бидејќи еве вака очи во очи не сме разговарале, само ве гледаме како работите. Па здравје, еве, нека бидете пример. Да се дави живи, јас реков, Македонија да дави жива со мене, да се гордееме сите, па ако има сите души, срце да работат ко мене, ако не, нека си караат по свој и што да го да речем. Благодарам. На никој не сакам лошо да кажам и никој не сакам од срамота да некој да клевети ко мене, не сум таков човек. Благодарам. Јас искам да бидам примерен на Македонија. Па добро, но захтева детето. Дали доволно се одржува хигиената во градот? Хигиена, тоа од народот што Добро. кој ми не и фрна, што ќе